одлично музичко патување со еден од најдобрите македонски тенори, кому музиката му е пријател и придружник. Тој е еден од ретките кој може да доминира во повеќе музички стилови, во поп, во опера, во класика и со невидена леснотија го прави тој премин од еден во друг. Добро утро, овој понеделник му посакувам на Дејан Стоев. Дејан, добро утро. Добро утро, Лидија. Благодарам за преубавата најава најпрво. Добро утро до целиот аудиториум. Дејан, како е на стартот од новава работна недела? Понеделнички. Да, па добро, еве се наближуваат веќе и почетоците на режиските проби кои што следат за престојните мајски оперски вечери, така да целата концентрација е натаму. Вработен сте во македонската опера и балет. Остваривте над 30 улоги. На што во моментот работите? Зашто се подготвувате? Отварање на мајските оперски вечери со представата Набуко. Доаѓа режисер од Италија и ќе работиме на една нова режија, нова сценографија, комплетно нова поставка на представата Набуко. Остваривте, кажав, над 30 улоги. Има ли некоја посебна? Има ли некоја што би рекле дека е личната карта на Дејан Стоев? Не би можел апсолутно да издвојам, но ете, ако морам, секогаш е тоа нешто со кое што нели започнувате. Така да ете, моето деби во македонската опера и балет беше со операта Палјачи, со ликот Арлекин. Така да таа ми е секогаш така посебно драга, се уште ја играм, се уште ја пеам таа улога и ете, тоа би го издвоил. Вашиот глас никого не остава рамноодушен. Многумина се одушевуваат од вашиот глас. Од чиј глас вие се одушевувате? Благодарам најпрво за согласот. Па има зависно во кои жанрови. Значи, ако зборуваме за македонската класика, ако зборуваме за нашата народна песна, ако зборуваме за нашето македонско творештво, тука се нашите класици, Кирил Манчевски, например. Ако зборуваме за оперската уметност, тука е еден Марио Ланца, кој што постојано можам да го слушам и тој ми е еден така лик кој што навистина постојано можам да го слушам. И така да зависно од кој жанр го слушам, има по некој изведувач кој што одвојува и кој што секогаш со задоволство го слушам. Музиката ви е постојан придружник. Апсолутно. Гласот ви е фантастичен, брилирате на сцената. Како го негувате гласот? Како го одржувате? Само добар сон. Кај мене единствено тоа многу значи. Добар сон, без премногу гласно зборување. Тоа, нема никакви специјални третмани, не знам лекарства, не знам јајца пиење, не знам сето тоа. Не, единствено само добар сон. Кога е гласот одморен, тогаш слуша, инаку не слуша, сака да одмара. Како се подготвувате за вашите настапи и која е првата мисла кога од гардеробата излегувате да се соочите со публиката? Не, во тој момент сум јас концентриран тотално на текстот и во текстот само врти во глава, нешто да не заборавам, нешто да не направам некоја грешка. Тонот дали е добар и само на тоа. Немам никакви амајли, немам никакви специјални работи кои што ги правам, единствено само на тоа, полна концентрација на текстот. Покрај тоа што сте вработен во операта и балетот, вие сте и еден од джентлмените во прочуеното трио Джентлмен. Така е. Трио Джентлмен е еден проект по кој што во последно време, во овие изминати 7 години, многу повеќе ме препознаваат отколку по мојата работа во македонската опера и балет. Така да тоа е нешто кое што задоволство го работиме тројцата, нели, заедно со моите колеги Кристијан Антовски и Јане Дунимагловски. Настапуваме секаде, секогаш е тоа добро прифатено, секогаш е многу гламурозно. Да. И така, тоа е нешто што ми чини навистина задоволство. Пакни ме, смири
sme nije prvi, nitу последни. Освен музиката, во што друго уживате? Што сака, а што не сака детство? Тоа што не сака, многу полесно можам да го одговорам, отколку што сака, бидејќи сакам многу работи. Не сакам да работам нешто кое што како да го објаснам тоа, нешто кое што е споредно значење, кое што ми го преокупира времето. Сакам се она што е поврзано со музиката, сакам да готвам, сакам да посветам внимание на семејството, сакам да бидам со моите ќерки, со нив заедно да уживаме во разни глупости. Не сакам лицемерие, не сакам некои нови наметнати критериуми за кои што не убедуваат дека се тоа вистинските критериуми, а не се. Така да, тоа е вака најнакратко што би можел да го одговорам. Сакам едноставно да сум во мојот свет. Во која музика ви уживате? Што сака Дејан да слуша? Операта нели е она која што е професионална определба, меѓутоа надвор од операта сакам да слушам македонска музика многу. Без разлика дали е тоа народна или забавна. Во секој случај квалитетна и убава музика не познава, нели, велат граници, меѓутоа јас би се задржал на нашиве граници овде и секогаш со задоволство ја слушам македонската народна музика. Со задоволство уживаат луѓето во вашите настапи, музиката ве однесе на многу континенти, многу настапи се зад вас. Има некој на кој се сеќавате со радост? Еве би го извоил последното патување со македонската опера и балет во Сараево, каде што настапувавме со вокалната кантата Кармина Бурана. Тоа беше во прочуената, нели, Скендерија сала. Преполна беше до последно седиште. Беше на една организација на врвно ниво, каде што поминавме прекрасно. И секогаш со радост се сеќавам на настапите во времето кога работев со пејачката група во нашиот државен ансамбл Танец. Бидејќи ова е утринска емисија, како стартува денот за Дејан? Стартот за Дејан во овој период сега, кога малку подпораснаа ќерките, сега самостојно веќе се спремаат за во училиште, можам да кажам дека започнува поспокојно. До пред некоја година тоа беше спремање заедничко, испраќање и сето тоа што следи со тоа утринско спремање за нив за одење во училиште, претходно и во градинка. Сега веќе почнува многу поспокојно. Обично сам го пијам кафето, бидејќи сопругата многу порано заминува на работа са бајле. Така да сам го пијам утринското кафе, така спокојно, фино, со убава музика, па понатаму како ќе отвори денот. Нека биде животот музика. Нека биде животот музика. Посакувам и натаму музиката да ви е пријател и придружник, а уметноста дар, за реалноста да ви ги надмине со ништата. Ви благодарам, Дејан, што бевте гостин на Македонија на утро ова утро. Благодарам многу и на вас. Поздрав голем.